Земјоделците ќе мора да учат да работат со компјутери. Тоа го налагаат програмите за кои може да аплицираат за да добијат финансиска помош. Една од нив е програмата за рурален развој, за која фармерите ќе треба да аплицираат исклучиво по електронски пат. Тоа значи дека целата проектна документација преку мејл заинтересираниот земјоделец ќе аплицира директно во платежната агенција на Македонија. Значи, најпотребно е прво земјоделскиот производител да се јави во Министерство за земјоделство, подрачна единица Струмица, да изврши ажурирање на своите податоци или поточно обновување на своите податоци. Точноста значи тука се година на раѓање, стопанство, место положба, улица и така натаму, каде што задолжително треба да се отворат свој телефонски броеви кои ќе бидат за контакт, и едно од новите начини ќе биде и електронски мејлови кои што контакти ќе бидат преку, и објавите ќе бидат информациите преку електронски пат. Надлежните сметаат дека на тој начин се скратува процедурата за разгледување на документацијата, а не представува дополнителна задача за фармерите, бидејќи на располагање им стојат советниците од Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделството. Што значи таквите барања ќе бидат поднесувани исклучително по електронски пат, каде што од овде, каде се припремаат технички предлог проектите или деловните планови по мерка 121, значи тие директно ќе се поштуваат по електронски пат во платежната агенција. Исто така и пратечната документација ќе биде скенирана и пуштена директно во платежната агенција, што значи позитивните услови до овој начин на работа ќе бидат скратувањето на процесот на разгледувањето на документацијата и информацијата повратна од позитивните или негативните појави кои што се во текот на аплицирањето. Програмата за рурален развој ја опфаќа познатата мерка 121 за модернизација на земјоделските стопанства, при што од почетната инвестиција на земјоделците ќе им бидат вратени најмалку половина од средствата. Рокот за аплицирање е до почетокот на септември.